Денес ја бележиме 65-тата промоција на нови наслови откако започна имплементацијата на капиталниот владин проект за превод на стручни и научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномирани универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија. Односно, ова е втора промоција откако започна да се реализира нашето ветување и планот за надградба на првичниот и веќе реализиран концепт за превод на 1000 книги со дополнителен книжевен фонд од 200 нови наслови, кои етапно по 50 наслови, почнувајќи од оваа календарска година, ќе бидат преведувани во следните 4. Промовираме 31 нов наслов. Се работи за дела во кои се обработени сегменти од повеќе области. Но јас ќе издвојам 3 од нив: педагогија, медицина и земјоделство, кои ги бевме дефинирале како приоритетни сфери за обезбедување на соодветни книги и учебници, затоа што расположливата литература не може во целост да ги задоволи потребите на студентите, професорите, научниците и научно-истражувачките работници, на бизнис заедницата и на сите заинтересирани поединци за надградба на своето лично знаење и познавање на некоја од споменатите области. Имајќи предвид дека во меѓувреме сосема нормално настанале многу промени на глобалните текови и трендови. Има нови достигнувања, информации, нови истражувања и анализи, а развиени се и посовремени методи и техники на работа, кои во некои земји веќе интензивно се применуваат. Станува збор за книги и учебници зад кои стојат врвни светски автори со богати биографии, од аспект на постигнување во професиите со кои се занимаваат. Имињата на некои од нив се повторуваат во рамките на овој проект, односно имаат по неколку дела, кои на предлог на нашите професори и студенти се превземени, преведени и достапни во сите универзитетски, факултетски, народни библиотеки, специјализираната читална во градскиот трговски центар, а ги има и во слободна продажба во поголемите издавачки куќи и книжарници. Во оваа пригода би го издвоил делото на Джеймс Канџелози, професор на Државниот универзитет во Јута во Соединетите Американски држави, со наслов Стратегии за управување во училница, кое всушност е 7 издание во рамки на едицијата учебници наменети за просветните работници во насока на поефикасно реализирање на часовите преку подигнување на степенот на интеракција, зголемување на интересот кај учениците за вклучување во предавањата и нивното насочување кон што поквалитетно извршување на училишните задачи. Се работи за учебник во кој ценетиот професор нуди низа стратегии за успешна реализација на наставата, конципирани врз основа на долгогодишни наставни искуства, наоди од голем број на истражувања за теоријата на учење, за социјалната интеракција, комуникацијата, мултикултурното образование, мотивацијата и така натака. Верувам дека квалитетот на овој учебник, односно прирачник за наставниците, ќе биде препознаен, ќе ги заинтересира и ќе постигне висока применливост во просветната дејност и во развојот на нивните понатамошни педагошки практики. Би ја издвоил и книгата со наслов Детето, семејството и општеството од авторот Дженет Гонзалес Мена, инаку специјалист и ценет консултант за ран детски развој и едукација, која била дел од наставниот кадар на високообразовните установи во Калифорнија повеќе од 30 години. Станува збор за дело на професорка кое е наменето за сите оние студенти што ќе одлучат професионално да се занимаваат во областа на едукацијата на децата, и тоа не само во училиште, туку и ќе работат на поддршка на семејствата во делот на подигнување на квалитетот на грижата кон децата. Ќе ги проучуваат влијанието на општеството и општествените појави врз детскиот развој, на сочувањата кои што постојат во секојдневието. Така што можам да кажам дека и оваа книга има поширока примена и очекувам да биде сериозно искористена од наставниците, педагозите, психолозите, социјалните работници, а секако на располагање ќе им биде и на самите родители и воопшто членовите на семејството кои сметаат дека им е потребна поддршка од ваков тип на наука при насочувањето на нивните деца. Има уште многу наслови кои се дел од денешната промоција
И тие покриваат голем број теми, сегменти кои што зад напишаното стојат врвни светски автори. Например, делото компликации кај забните импланти од професорот Стюарт Фром од стоматолошкиот факултет при Универзитетот во Њујорк. Делото модерна архитектура од Кенет Фрамптон, професор на Универзитетот Колумбија во Њујорк, еден од најпознатите експерти во светот на архитектурата. Потоа делото курс за јавна економија на професорот Џон Линч од Мекмастер Универзитетот од Канада. Или пак делото финансиски менеджмент во земјоделството на професор Питер Бери од Универзитетот во Илиноис. Така што, со задоволство можам да кажам дека овој проект ја зголемува пристапноста на најсовремената стручна научна литература, што значи и доближување до врвната светска академска мисла. Но од друга страна пак поттикнува и учество на наши граѓани на меѓународниот интелектуален диалог во најразлични научни и стручни области. Ова е всушност еден од најблагородните проекти кои ги реализиравме во изминатите години. Тој капитал кој им е потребен и ќе остане за многу сегашни и идни генерации. Се надевам дека проектот, со поддршка на сите засегнати страни и учесници, во процесот како и досега, ќе биде успешно имплементиран и во периодот што следи, согласно дефинираната динамика. Ви благодарам.